Па нема кој на чашка вода или слоше му се, нема кој да го види и може многу денове да биде непокретен. Керка ми 10 години не я виде, немаше ни компјутери, ни ништо. Многу ми беше тешко. Мајката знае само колку е тешко. Само мајката знае. Кога ги гледам на камера, срцето ми е пуно. Се пакуваат куфери, се празнат домови, младите заминуваат, а старите оставени во тишина. Тамо каде што некогаш джагореле децата, денес одзвонува тишината. Постарите останаа сами со спуштени погледи и горчина што тешко се кажува на глас. Нема кој чаша вода да ни даде. Беше најчестиот одговор што денес можеше да се слушне пред камерите на нашата телевизија. И додека некои храбро зборуваа, други само воздивнуваа, а болката кај сите иста. Синови и ќерки во странство, внуци што ги гледаат преку телефон и денови што личат еден на друг, тивки, празни и долги. Да, иселуват се. Моите деца не се тука и двете у Англија се. Ние сме сами дома. Бегат од оваа држава. Нема пари. Нема живот, нели гледаш каква е државата? Иселуват се како не се иселуват. Нагло ли? Нагло. Лоша политика се воде. За Причини? Причини знае се. Немат работа, сиромаштија. Плати никакви. И не се понижуват, па малко е. Не си спајга на крај. Реално. Реално. Едно време друго беше, сега лошо за младите. Ја кај мене кај едното избега. Па не знам, ама иселуват се. А тоа грота за по-старите. Например, сега тај што е стар, слоше му се, нема кој да го виде, нема кој да отворе, да чукне на вратата. И не знам, многу тешко. И па за подобар живот. Ама гледај, па ние сме 7 души дома. Например, ако е мир, ако, како да ти кажа, помагаме си, они купат нешто, ние купеме, фала му и слава му на Бога, до сега, тако, добро е. Ама и да биде мир, ако нема мир, нема ништо. Некој вика, ако сакаш оди на крај свет, ако немаш... Е така, да си жив и здрав. Оти Бог е голем и кој верува у Бога, таа е и среќен и има и мир и се. Сега народ нели гледа, например, дека има мир, ама не треба никој да слуша човек. Се викат Бог само да не воде, умо да ни го избиструва на сите, а не да гледаме од другите. Ја немам никој дома. Ја и мажа ми немам, фрунци, никој нема. Сите по странство. Постарите едногласни, иако денес светот напреден за разлика од порано, сепак потежок во душата. Но тие се од друга страна срекни, затоа што знаат дека нивните деца се срекни на подобро место. На мене ми е претешко, ама немам што да правам. Јас чекам мој да се срекни, па за нас што дај Господ. И вие ќе бидете срекни ако се... Па нормално, они ко срекни, ја уште посрекна ќе бидам. Ако се далеко доваѓат ми тука, и ја оди 3 години там. Ама слушате ли се онлайн? Секој ден. На телефоно, секој ден слушаме се, гледаме се. Внучињата? И внучињата, имам 5 внучиња, 2 машки, 3 женски. 5. Слушате? Секој ден се слушаме. Како не е тешко? Тешко е. Ќе обидеш еднаш? Ајде додека си на нога, друго е, ако паднеш, кој ќе те гледа? Нема идеја. Жал. За жал. Види, западно нуди убави плати, убава работа имат. Сраство. А се, тука е се за никаде. Шо стана? Инаку постарите додаваат дека благодарение на денешната технологија, децата барем имаат можност да ги гледаат телефонски речиси секој ден, а еднаш до 2 пати годишно и во Македонија.